Националната метеоролошка агенција Метео Франс предвидува температури до 40 степени во целата земја. Ваквите невообичаени температури ќе бидат особено почувствувани во Париз, каде што повеќето домови и згради не се климатизирани. Градоначалничката на Париз, Ани Идалго, оцени дека ваквите топлотни бранови зачестиле и оти ќе се интензивираат во наредните години. On sait très bien que dans une ville très minérale comme Paris, la vie humaine va être très difficile. Во 2003 година топлотниот бран во Европа резултираше со околу 15.000 смртни случаи само во Франција. И во Германија неделава се очекува паѓање на топлотниот рекорд. Тој досега изнесуваше 38,2 степена и беше измерен во Франкфурт во 1947 година. Сега болниците се подготвуваат за прилив на луѓе кои тешко се справуваат со жештините. Симон Трах, специјалист за итни случаи од Берлин, вели дека во Европа луѓето едноставно не се навикнати на вакви температури. Also insgesamt muss man sagen, dass gerade Temperaturen bis 39, die bei uns jetzt angesagt werden, für Mitteleuropa und für Deutschland natürlich sehr untypisch sind. Das bedeutet, keiner von uns ist wirklich daran gewöhnt. Тој додава дека постојат неколку работи што луѓето може да ги направат за да ги минимизираат ризиците по здравјето. Најважно е да се остане надвор од сонцето во текот на денот. Das allererste ist natürlich gucken, dass die Hitzeeinwirkung so wenig wie möglich ist. Das bedeutet Aktivitäten früher morgens, spät am Abend und insbesondere so von 11 bis um 3, wenn die Sonne fast senkrecht im Himmel steht, nicht in die Sonne. Според Трах, втората најважна работа е да се пијат многу течности. Инаку се очекува високите температури да траат до следната недела.